Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Малку поразлично од другите, бидејќи ова видео е инспирирано од една книга, од книгата Пет јазици на љубовта. Книгата пред се однесува на јазиците на љубовта кои што ние ги користиме во нашите брачни односи со нашите брачни партнери. Меѓутоа, јас сметав дека општите начела на комуникација кои што може да ги научиме од оваа книга се применливи и пошироко, независно дали се работи за партнерски односи, за односи со пријателите, со најблиските, со колегите на работа, односно во сите оние односи каде што ние емоционално се вложуваме и внесуваме дел од нашата љубов, почит, разбирање и сакаме да оствариме подобра комуникација. За да можеме да оствариме таа комуникација и да ги разбериме начинот на кој другите ги пренесуваат своите емоции, би било убаво понекогаш да обрнеме внимание на тоа дека постојат разни начини како се прави тоа и авторот тие начини ги нарекува токму различни јазици на љубовта. Тоа сметам дека е битно, затоа што многу често ако ние имаме еден јазик, односно еден начин на изразување на своите емоции, може да не го препознаеме другиот начин кај луѓето кои не обкружуваат и едноставно да сметаме дека постои недостиг на љубов, на емпатија, на разбирање, а всушност се работи само за различен начин на интерпретација на нивните чувства, односно различен начин на комуникација. Се разбира дека нема да ја прераскажувам книгата, туку ќе пренесам на свој начин и она што јас мислам дека е навистина важно и дека може да ни помогне и доколку некому му послужи, доколку некој направи некој увид и освести нешто во својата комуникација со луѓето кои му се блиски, целта на ова видео ќе биде постигната. А доколку сакате на вистина подетално да се запознаете со содржината, можете да ја најдете книгата, ја имате во PDF верзија и таму поконкретно да се позанимавате со овие 5 јазици на љубовта. Се надевам дека ќе предизвика некакви размислувања, можеби ќе даде некои одговори на некои прашања, како што и мене ми помогна да увидам нешто и да си дадам одговори на некои прашања или да препознам нечии однесување. Она што е битно на почетокот е да напоменам дека секој си има свој начин на изразување на љубовта и врз основа на тоа ги гради своите очекувања, односно граници, што за него представува љубов, покрај оние дадени универзални правила за тоа што е љубов, а што не е љубов. И не би требало, доколку не се чувствува безбедно, сигурно, да се откажува од тие своји граници, меѓутоа, доколку сакаме да имаме подобра комуникација, доколку веруваме дека таа врска и однос можеме да го збогатиме и да го сочуваме, тогаш можеби понекогаш е проблем тоа што зборуваме на ист јазик, а не се разбираме, односно користиме различен јазик со кој ги изразуваме своите чувства. Ова доаѓа, како и многу друго, од детството, односно сите ние го користиме оној примерен јазик кој што сме го научиле во детството. И сега овде постојат две различни ситуации. Едната ситуација е кога тој начин на комуникација меѓу нашите родители, како тие изразувале љубов меѓу себе или како нас не изразувале љубов, сме го усвоиле и ние, ни се допаѓал и на тој начин сега и ние се изразуваме низ животот и очекуваме и партнерите да се изразуваат на истиот начин за комуникацијата и односите да ни бидат добри. Меѓутоа, постои и друг начин, а тоа е кога нашите родители не одговориле адекватно на нашите барања, односно не сме зборувале ист јазик на љубовта и тогаш може да настане една празнина или како што авторот вика, нашиот љубовен резервоар да биде празен и ние постојано да бараме однадвор да го надополниме, меѓутоа да не можеме да препознаеме кога другите луѓе ни изразуваат љубов на нивниот примарен начин
кои пак тие го научиле од своите родители. И затоа е битно да можеме да го препознаеме тој јазик, да го разбереме, па дури ако сакаме да го усвоиме и да почнеме да го зборуваме како некој секундарен јазик, бидејќи нели секој дополнителен јазик кој што знаеме да го зборуваме може да биде само богатство, да ни ја олесни комуникацијата и да ни направи да градиме подобри односи со другите луѓе. Значи, тоа се некои битни работи кои што сакам да ги напоменам на почетокот и дека се зависи од нашата добра волја, од желбата, меѓутоа од заедничката, независно дали тоа се работи за брачен партнер, за љубовни партнерски односи, за пријателство, за колеги од работа. Значи, доколку и кај двајцата постои интерес да се препознае, разбере, научи јазикот на другиот, тогаш на вистина ќе имаме подобра комуникација. Меѓутоа, доколку само од едната страна логично постои интерес, тогаш нема да има успех и нели залудно е што едната страна ќе настојува да го научи јазикот на другата и наше изборот до каде ќе одиме со тие наши обиди да го разбереме другиот, да го научиме неговиот јазик и да препознаеме дали и другата личност е заинтересирана за тоа или само залудно се трудиме. Постои еден дел во книгата кој што се занимава со заљубувањето како еден феномен, кој што јас пак ќе го проширам и ќе го поврзам со оние еуфорични чувства, чувства на радост, на среќа, не само кога сме заљубени, туку секогаш кога ни се случува нешто ново, односно запознаваме нови луѓе, од кои што на почетокот можеме да бидеме воодушевени, фасцинирани, да се проектираме себе си во нив, па да сметаме дека тоа се пријателите кои што сме ги очекувале целиот живот, или колегите на работа од кои ќе бидеме воодушевени од нивното знаење, умење, но со текот на времето, исто како и со заљубеноста, колку повеќе ќе се запознаваме, постои веројатност да препознаеме многу работи кои нема да ни се допаѓаат, а кои на почетокот во таа наша еуфорија, илузија, себе проекција не сме ги ни забележувале. Тогаш настануваат проблемите, односно тогаш се појава прашањето дали тој однос ние ќе го продолжиме и ќе се потрудиме да го сочуваме, иако ја нема онаа почетна восхитеност и воодушевеност, или пак тоа може да придонесе до тоа да се оддалечуваме, а можеби и да се разделиме понекогаш дури и со непријатни конфликтни ситуации. Токму за да не дојде до тоа, односно онаа првична еуфорија полека да се стиши и нашите односи да се збоготат и продлабочат, или ако се работи за класична заљубеност, откако сета таа еуфорија, пеперутките во стомакот, илузијата, нашата способност да заборавиме се, да се посветиме само на нашиот партнер или нашиот однос, нормално што не може да трае бесконечно, затоа што животот постава искушенија, предизвици пред двајцата партнери кои што се дел од тој однос, и тогаш доаѓа она време кога што треба да се обидеме од некоја друга перспектива да го погледнеме другиот и да му дозволиме и да не види нас и да се обидеме да ги разбереме јазиците на кои што тој зборува. Ако нормално сакаме да го продолжиме и избогатиме тој однос. И овде се враќаме уште еднаш на потсетувањето дека се тоа доаѓа од нашето детство и дека ние знаеме имаме некој примарен јазик кој го зборуваме, исто како и другиот кој што има некој свој примарен јазик кој што го зборува, наше да го препознаеме тоа и да се обидеме доколку нели имаме интерес да го научиме јазикот на другиот. И тука влегува концептот на 5 јазици на љубовта, кој што јас би ги нарекла 5 јазици на добра комуникација, 5 јазици на меѓусебно разбирање, кои што, како што вели и авторот, можеме да ги прошириме на многу нивни подјазици, дијалекти, жаргони и така натаму.
меѓутоа сепак ќе се задржиме на она што е основата, односно на тие 5 јазици кои понатаму во книгата ги разработува. Првиот јазик за кој што зборува авторот во книгата 5 јазици на љубовта е јазикот на одавањето на признание, односно зборови кои што се комплименти, кои што се охрабрувачки, кои што се убави зборови и кои што можеби и не ги користиме, не знаеме да ги користиме затоа што не сме го научиле тоа во примарното семејство или пак некако ни животот сме го заборавиле. Потоа вториот јазик е заедничко и квалитетно време, значи поминување на квалитетно време заедно со луѓето кои ни значат. Третиот јазик е јазикот на давање подароци, давање пари, односно материјални работи со кои што потврдуваме дека некој ни значи или нашето очекување да ги добиваме тие подароци, кои што се разбира исто така има врска со нашето минато, односно со нашето детство. Потоа следува услуги, правењето услуги, а како потврда на љубовта или како јазик на љубовта, и на крај доаѓа говорот на телото и физичките контакти, односно допирите со другите луѓе како израз на блискост, топлина и меѓусебно разбирање. Како што гледате веќе споменавме 5 сосема различни јазици и многу ретко луѓето користат само еден. Меѓутоа, еден е наизразен и обично ако партнерот, пријателот, колегата или некој од нашето потесно или пошироко семејство го користи тој ист јазик, ние добро ќе се разбираме. Меѓутоа, ако кај него е најинтензивно застапен некој од другите јазици, тогаш постои голема веројатност да дојдеме до недоразбирање или пак тоа да го сметаме како недостиг на љубов. Кога ќе го препознаеме тоа како начин на изразување на љубов како еден од јазиците, можеме да избереме дали ни се допаѓа или не, дали можеби ние треба да го научиме тој јазик и пред се да го препознаеме кај себе, а потоа кај другите луѓе. Ова сето може да се прошири на различни сегменти од животот и јас, например, лично, кога ја читав книгата и кога анализирав, се пронајдов во одредени јазици дека ми се многу попознати, многу поблиски, дека јас така ја искажувам љубовта, дека за мене тоа е љубов кога спротивната страна ќе ми возврати или пријателство или блискост, додека некои јазици ми се дури и небитни и потоа учев како да ги препознавам и тие јазици не само во партнерскиот однос, туку и во односите со другите луѓе и кога ќе помислев само дека да, ама мене тоа ништо не ми значи, тогаш се појавува потсетувањето да, ама тоа му значи на другиот. Да, ама тоа за другиот значи љубов, значи поддршка, значи разбирање. Доаѓаме и до соочување со тоа дека можеби и ние сме биле некако сиромашени и дека не би било лошо да се обидеме, можеби не најинтензивно, меѓутоа да научиме да изразуваме љубов, разбирање, поддршка и на некој друг јазик, освен на тој кој што најдобро го знае. Ова е првото видео и ова представува вовед. Понатаму ќе следуваат посебни видеа за сите овие јазици на љубовта, во кои што ќе се препознаете како што јас се препознав, можеби ќе препознаете кои јазици не ги разбирате или не се толку интензивно развиени кај вас, можеби ќе добиете желба некој од тие јазици да ги развиете или да препознаете дека некои личности во животот кои што сте сметале дека не им значите и не сте им драги, едноставно тоа го искажувале на својот начин, на својот јазик на љубовта. Ви посакувам многу љубов, ви посакувам разбирање и се гледаме во следното видео доколку ова видео предизвика интерес и доколку мислите дека може да ви послужи. Имајте убав ден.